Рековме во изминатите изучувања дека ако можеме некако животот да го представиме во наопшта смисла на зборот, тој се сведува на војна, не само животот воопшто кои секојдневните ситуации. Тоа го потврдува и нашето искуство, но и Библијата ни го говори тоа. Така ние сме секојдневно во војна. Животот е војна. Секојдневно војуваме. Војуваме со изборите, кога избираме дали ќе се покориме, дали ќе ја следиме нашето его, нашата суета, дали ќе ги следиме привлечните системи на вредности кои угодуваат на нашата природа, грешна природа, но во суштина водат кон зло. Дали ќе следиме филозофии, идеологии кои изгледат привлечни, меѓутоа пак на крајот на краиштата се спротивни на Божјата воља. Така да секојдневно ние сме исправени пред борба, пред предизвици. Војната честопати добива надворешен израз како да е таа војна меѓу луѓе. Честопати за непријатностите ги обвинуваме нашите пријатели, блиски луѓе. Словото вели дека војната не е против тело и против крв, туку е против господства, началства, сили, власти и така натаму, против поднебесните сили на темнината. Че оно што се обидовме да го видиме во последните две изучувања, разгледувајќи го последниот дел на посланието до Ефесијаните, е да објасниме онаа фраза што апостол Павле употребува, кај што говори за лукавствата на ѓаволот. Видовме дека самата природа на ѓаволот, ние веруваме дека постои ѓавол, иако современиот, образованиот, рационалниот човек одамна отфрлил постојање на такво зло суштество. Ние веруваме дека Библијата е вистина и не можеме да најдеме друг разумен, адекватен одговор на прашањето зошто човештвото, кој толку отиде напред во секој поглед, и во науката и технологијата и образованието, човекот кој пред 100 години се движеше со коњи, со магарења, сега патува на 10.000 метри височина, човештвото кое толку го модернизира, го олесни живеењето, се уште се занимава со базични проблеми, истите они проблеми кои што ги имаше и пред 2000, 3000, 4000 години. Човекот се уште е себичен, човекот се уште е мрази и дури повеќе од било кога порано е оттуген човекот. Денеска е побогат од било кога порано и во исто време имаме повеќе гладни луѓе од било кога порано. Како можеме да го објасниме овој парадокс? Ако не вклучиме во сето тоа зла сила која действува во човештвото. Библијата говори за една хиерархија на зли суштества, на чието чело стои сатаната, кој по својата природа е зол. Господ Исус Христос го нарекува човекоубиец и измамник. И бидејќи неговата природа е да убива и да мами, сите негови дејства произлегуваат од таа негова природа. Тој уништува, тој разградува, тој расипува, тој води кон болка, кон страдање. И видовме дека ние сме напаѓени, човештвото е напаѓено од него, и дека тој действува преку похотта или преку грешната природа на човекот, действува и преку светот. Кога говориме за грешна природа, мислиме на онаа природа која се изопачи во човештвото при нападот на сатаната во Еденската градина. Онаа света, славна човечка природа, создадена од Бог, се изопачи кога падна во искушение да се спротивстави на Божјата воља и да го послуша злиот. И таа човечка природа сега е поробена на злото. Таа човечка, од неја произлегува оној нагон на човекот да се спротивставува на Божјиот авторитет. Тој човекот да се биде Бог на самиот себе си. Тоа е престолот на бунтовништвото.
грешната човечка природа го изопачи суштината на човекот. Човекот кој беше создаден да го љуби Бог и да ги љуби останатите, таа љубов ја сврте кон самиот себе си. Човекот стана самолюбив. И за жал, вистината е дека сите ние се раѓаме со таа грешна природа. Никој не научи да мамиме, да мразиме, да завидуваме. Сите тоа го носиме во себе, зашто е дел од грешната природа. И таа постојано со нас. И сатаната действа преку светот. Светот кој е заедница на човештво, е заедница на грешните природи. Тоа е збирен израз на сите грешни природи. Ако Божјото царство е збир на сите нови природи, нови созданија, она што во Христос е обновено, новите луѓе во нас, светот е збир на грешните природи. И ако грешната природа на човекот е поробена на сатаната, тоа значи дека светот е поробен на сатаната. Светот ја спроведува онаа зла природа на сатаната. Светот го моделира човечкото поведение според примерот или според волјата на оној кој господари со светот. Сите сме под притисок на овој свет, кој во суштина е зол и е антагонистички против Бог. И тие два канала или тие два патишта кои ги користи сатаната се во постојана борба со нас и ние сме заобиколени постојано со светот и постојано носиме грешната природа. Можеме да се обидеме, да побегнеме од светот, да се изолираме, да отидеме во пустина, во пештера, како што правеле многумина. Грешната природа ќе остане покрај нас. И сега кога седиме овде, седиме со грешната природа. И се бориме со грешната природа. И некој може да каже, добро, има ли решение? Можеме ли воопшто да се спротивставиме? Можеме ли воопшто да победиме во една ваква нелојална борба? Кога имаме наспроти таков опасен непријател. И токму последниот дел од посланието до Ефесјаните, текстот што прочитавме, кој почнува од 10 стих па до крајот, говори за духовната војна, за духовното оружје кој ни стои на располагање, како да победиме во таа борба. Нашата победа е гарантирана, бидејќи имаме оружје кое ни е дадено, бидејќи всушност нашата победа веќе е извојувана во Христос. Единствениот начин, вели апостол Павле, тоа неколку пати подсетува во самиот увод, во првите 3 стиха. Единствениот начин да се спротивставиме на таа зла сила, на тој мокен непријател, е ако стоиме или ако се засилуваме во Господ и во силата на неговата моки. Тоа е единствениот начин. Силни во Господа и во неговата моки. Силата на Господ и неговата моки е начинот за победување. А што значи да бидеме силни во Господа и во неговата моки? 13 стих го даде заклучокот, кога рече: облечете се во сето оружје Божјо, за да се одржите против ѓаволското лукавство. Вие ќе се одржате против лукавствата на сатаната, вие ќе устоите на сета таа негова широка лепеза на стратегии и тактики кои се измамливи, бидејќи таква е неговата природа, само ако се облечете Божјото оружје, во сето Божјо оружје. И тоа ќе биде темата, откако го дадовме уводот предходните 2 изучувања, 2 собирања, секи се обидеме да го видиме оружјето, Божјото оружје. Што значи тоа Божјо оружје? И прво што можеме да го видиме, основното, од тој текст што го прочитавме, е дека всушност нашето оружје е Христос. Неговата сила, неговата моќ. Во текстот видовме неколку елементи од војна опрема. Се говори за појас, за оклоп, за воени обувки, за штит, шлем, меч и така натаму. Се разбира дека сите овие нешта имаат символичко значење, секако дека сите тие се елементи од
војната опрема на еден стандарден римски војник од први век. За да бидеме победници, за успешно да се спротивставиме на лукавствата, на лукавиот, не е неопходно да бараме такво оружје од први век. Идејата во сите овие зборови е вложено символичко значење и затоа треба да продреме во суштината да видиме што всушност значи тоа оружје, кое е намената или како можеме да го користиме. Оружјето е символичен приказ на Господ Исус Христос. И тоа можеме да го видиме ако го имаме во предвид целиот контекст на ова послание. Првата глава, втората глава, третата глава на ова послание, во кое беше представено делото на Бог за нашето спасение, богатството што ги имаме преку спасителното дело на Бог. Во тој дел од посланието, клучната фраза која се повторуваше беше во Христос, преку Христос, во Него, преку Него, од Него. Се од Него. Тој го извојува нашето спасение, тој го изработи и во Него имаме и победата. И кога ќе видиме, кога ќе говори овдека за вистина, правда, мир и така натаму, не можеме овие термини да ги извадиме од личноста на Господ Исус Христос. Идејата е дека треба да се држиме здраво за Христос. Само подпирајќи се на Христос, можеме да имаме победата. Тоа јасно е покажено во Римјаните 13-14. Истите идеи апостол Павле ги пренесува во овие текстови. Таму вели, облечете се во Господ Исус Христос, или наметнете се во некои текстови со Исус Христос. Како што дека вели облечете се со сето Божјо оружје, таму вели пак облечете се со Господ Исус Христос. И грижата за телото не претварајте ја во страсти. Повторно имаме момент на борба. Рековме дека нашата основна борба е со грешната природа. Како ќе победиме во таа борба? Обликувајќи се со Исус Христос. На Тимотеј, на младиот Тимотеј, кој го разгледуваме, апостол Павле му вели и го советува: чедо мое, зајакнувај или засилувај се, или полни се со сила во благодата што ти е дадена од Христос Исус. Силата за да устоиш на сите предизвици, на сите оние нешта што се опишани во оваа послание, во двете посланија до него е ако се засилуваме, добиваме сила од Христос преку неговата благодат. На времето во стариот систем, во старата држава во која живеевме, во средно училиште и на факултет имаше еден задолжителен предмет ОНО и ОСЗ. Тоа беше најлесниот предмет, но беше задолжителен на сите факултети. Значеше општонародна одбрана и обштествена самозаштита. И требаше на памет да знаеме дека доктрината на ОНО и ОСЗ е СФРЈ води одбрамбена војна против секој агресор и ако ќе го пази територијалниот интегритет, суверенитет и така натаму. Ние како христијани имаме ХО и ХЗ. Христијанска одбрана и христијанска заштита. И нашата идеологија, доктрината на христијанската одбрана и заштита е Исус Христос е нашата одбрана и нашата заштита. Немаме друга одбрана, немаме друга заштита. Така да, ова духовно оружје кој го изучуваме за духовната војна, уствари или примената на ова духовно оружје значи како на најпрактичен начин да го применеме Христос во нашиот живот, сето она што Христос го изработува за нас, сето она што Христос по благодат ни го дал. Друго нешто што можеме да видиме во овој текст понатаму е дека овие станува збор за 6 оружја, се поделени во две групи по 3. И таа поделба е направена според граматичкото време што апостол Павле го користи, и јас верувам дека не случајно тој ги променува граматичките форми во првите 3 и останатите 3. Во нашиот текст тоа не може да се види така јасно. Например, пишува
откако ќе се опашите со вистината и ќе се облечете во оклопот на праведноста и носите да ви бидат обуени, вели, откако ќе го направите тоа како некакво идно време, идно дејство. Откако ќе го направите тоа, тогаш ќе го ставите на вас шлемот на спасението и така натаму. Така да и овдека се поделени действијата, пак граматички, откако едното ќе го направите, другото правете го. Меѓутоа во оригиналниот текст овие форми се во минато завршено пасивно време. Со други зборови, преводот би требало да биде: штом веќе сте опашени со вистината, штом веќе сте облечени во оклопот на правдата, штом веќе ви се обуени нозете, штом веќе тоа го имате, сега на тоа додадете. Тоа дејство, веќе вие сте опремени со тоа оружје, со правда, со вистина, со евангелието или благовестието на мирот. Штом тоа нешто го имате, другото правете го. Или апостол Павле сака да им каже со други зборови: не опуштајте се. Вие сте во војна, вие сте опремени, вие сте во полна борбена готовност и не симнувајте го тоа оружје, туку користете го зашто војувате. А втората категорија, таму е шлемот, штитот и мечот на духот. Тие се дадени во сегашно време. Нешто што постојано се прави, се повторува. Земете, како едно не завршено дејство, туку едно постојано продолжително дејство. Повторно и повторно да се облекуваме кога сме напагени. И второто нешто што сакам да го свртам вниманието, бидејќи сепак уште сме во воведот, интересен е редоследот. Не верувам дека апостол Павле го поставил тој редослед или ги набројувал овие оружја така случајно како ќе му падне. Сметам дека има логика во тој ред, прво да биде појасот на вистината, па оклопот на правдата, па обувките со подготвено за евангелието за мир, па останатите работи, шлемот на спасението, штитот на верата и мечот на духот. Како ти ќе го користиш мечот на духот ако не си препашан со појасот на вистината? Ке видиме во текот на изучувањето, се надам дека ќе ни стане појасно сето тоа. Ја да почнеме со првото, со вистината или препашани со вистината околу половината. Препашаната половина во древноста за римските војници значело борбена готовност или позиција од која што започнува нивната подготовка за војната. Препашани со појасот на вистината. Тие носеле, тоа е стартната позиција. Римските војници најодоздола под оклопот и штитот се разбира, носеле долги едни како туники, како фустани и ги врзувале околу половината со појас. И така се движеле. Меѓутоа, кога требало да се спремат за војна, ги подвиткувале тие сукни, така да кажам, и ги препашувале под појасот, се разбира за да им бидат слободни нозете, да бидат поподвижни, да не им пречи таа облика. И кога ќе видиш римски војник со засукана туника, препашана под појасот, тоа значи дека ќе се бори, бегај подалеку. И тоа е и овдека идејата. Препашаноста со вистината е подготвеност за војна. Ние не можеме да војуваме успешно ако не сме препашани со вистината. И која е сега овдека идејата? Ние рековме дека светот како организиран систем и бунтуван против Бог нуди една изопачена реалност за човештвото. Нуди изопачена представа за животот. Во Христос ние можеме да ја најдеме вистината. Кој е животот? Каков е животот? Реалниот живот, вистинскиот живот. Ние не можеме успешно да војуваме, не можеме да живееме воопшто вистински живот ако не застанеме на вистината.
Нашиот разум може да биде подведен од најразлични филозофии, кои се привлечни, кои може во некој момент, во некој период да даде резултат, да одрази реалност. Но нам ни треба вистина, која е вистина секогаш во секој момент за секого. И таква вистина имаме единствено во Христос. Која е нашата вистина? И самото слово вели дека Христос е нашата вистина. Христос е вистината. Вистинскиот живот, вистинската представа, вистинскиот поглед за животот ни го дава само Христос. Христос е единствената ризница, богатство на сето знаење и на сета мудрост. Христос е темелот на кој можеме ние вистински да го потпреме нашиот разум. И не само разумот, и чувствата. Се околу нас може да ке не мами. Не е постојано, е променливо. И како што се менува се околу нас, се менува нашиот ум, се менуваат нашите чувства. Христос е апсолутот кој не се менува. И ние треба нашата стартна позиција за се да ја поставиме на Христос кој е вистината. Тоа е непроменливиот. И тоа не е слеп чекор на верата. Тоа не е слепа доверба. Некои велат христијаните се доверуваат на Христос правејќи слеп чекор и одат во заблуда. Христос ги поминува сите тестови, сите испити за проверка на вистинитоста. Никој друг, никој учење, никоја личност не ги поминал сите тие тестови. Прво, Христос потврди дека е вистина преку она што го говореше. Дури и во негово време, дури непријателите признаваа дека никој никогаш не говорел така како што говори тој. Така нели кажуваа. Не знам дали го имам. А не. Добро, овде се точките. Тој откри вистини за човекот, за суштината на човекот, какви што никој никогаш не открил во историјата на човештвото. И тоа е така. Навистина е така. Во она што го говореше имаше само чиста вистина. Тој демонстрираше вистина преку неговите дела. Тој направи дела, изврши дела, какви што никој никогаш во човештвото не извршил. И кога тој ги вршеше делата, луѓето признаваа и прашуваа кого се видело, кога се чуло, например, некој да врати вид на слепороден човек. И за многу други дела. Но најважното, Христос вети дека нуди одговор на клучното, суштественото прашање, на клучниот проблем, на најголемиот предизвик на човекот. Смртта, проблемот со смртта. Христос вети дека нуди решение и за тој проблем. И Христос даде решение какво што никој друг не дал такво решение. Тој рече дека, вети дека ќе ја победи смртта со смртта и воскресението. И ја победи смртта со смртта и воскресението. Она што го вети, тој го изврши. Во неговите дела, во неговата постапка, тој потврди дека е вистината. Вистината за животот. Вистинскиот живот е во воскресението на Исус Христос. Вечниот живот кој доаѓа преку неговото воскресение. Тоа е вистината за Исус. И затоа критичарите на Библијата се обидуваат тој факт да го оспорат, тој факт да го негираат, дека немало воскресение, иако сите докази го потврдуваат. Зашто тоа е потврдата, клучната потврда за Христовата вистина. Тој демонстрираше вистина преку она што е во нашиот живот. Илјадници години, верници, верни луѓе кои се потпрели на Христос, нашли и утеха, и ослободување, и спасение, и избавување, и решение на своите проблеми. Колку хаоси, животни приказни, кои биле хаотични, нашле ред и мир, хармонија во Христос за овие 2000 години. Та нели сме биле навистина ние ослободени? Та не бевме ли ние спасени? Та и нашите животи не се ли средија во Христос? Мојот живот се среди во Христос. Моето искуство потврдува дека Христос е вистината.
И овде ќе предупредам, да, може некои филозофии учења, може некои тврдења да се покажат вистините за некое време, за некои луѓе, за некои места. Но за да биде нешто вистина, на вистина, апсолутна вистина, таа треба да биде вистина пред 2000 години, денес и секогаш. За сите. Христос е таа вистина. И не се менува вистината. Христос е истиот вчера, денес и за секогаш. Не се променило. За да биде една вистина, таа треба да важи. Требало да важи пред 10.000 години и денес. Како што денес важи, важела за секогаш. На вистината не и треба реформирање. Да, ние сме реформирани цркви, но не сме реформирани во вистината. Ние сме реформирани цркви зашто се реформираме според вистината. Црквата ја реформираме постојано, обидувајќи се да доаѓа што поблиско до вистината. Вистината е нашиот критериум за реформирање. Како што се менува времето, луѓето ги менуваат погледите, филозофиите. Имало средновековие, ренесанса, класицизам, модернизам, постмодернизам. Христос нема потреба од промена, од надградување, од апгрейд. Не постојат предизвици нови што ќе се појават, ако нема да најдат решение во Христос како вистината. Компјутерските програми, антивирусните програми постојано се апдейтуваат. Зошто? Зашто нови искушенија за оперативните системи преку нови вируси постојано се појавуваат. Христос е апсолутната вистина кој опфаќа целосно секој проблем, секој момент, секој човек. Или како што Лутер, онаа песна има испеано напишено, Исус е цврстата карпа на која стојам, секоја друга основа песок е што тоне. Тоа е појасот на вистината. Почнуваме или тргнуваме од него. Се подпираме на Христовата вистина. Независно од тоа што говорат околностите, луѓето, кој да е, ние сме препашани, стегнати сме здраво со вистината. Така добро стегнати што не може да прескокнеме, да излеземе од неа. Облечени во оклопот на правдата. Што е оклопот на правдата? Кој е правдата? Кој е нашата правда? Кој е темелот на нашата правда? Ако не, повторно, Господ Исус Христос. Оклопот, кај римските војници, оклопот го облекувале над таа туника, на таа долна облека, и го штител од главата до половините. Тој дел, или оној дел што ние го викаме, не ние, туку во древноста верувале дека е душата, чувствата, седиштето на најнесигурниот или најпроменливиот аспект на човечката личност. Ние имаме сите чувства, да, чувствата може да бидат легитимен елемент за перципирање, за восприемање на стварноста, но не се сигурни. Тие се менуваат како што се менуваат околностите и вистините под наводници околу нас. Христос ни го дал оклопот на правдата. Облечени сме со оклопот на правдата, зашто ние сме слаби и паѓаме. Паѓаме. Секој паѓа. Грешната природа е силна во нас, не влече. Паѓаме. И во паѓањето доаѓа она чувство на недостојност, безвредност или ништожност. Во паѓањето сатаната се обидува, тој не влече кон паѓање и зашто сака во таквите ситуации да не убеди дека Бог е далеко од нас, дека Бог не сака, дека Бог не напуштил, дека не сме повеќе достојни за Него и така натаму. Или пак во моментите кога сме заобикорени со маки, со неволи, и доаѓаат тие мисли дека го нема веќе Бог во нашиот живот. Не напуштил. Кај е Бог кога ќе загубам некој близок? Кај е Бог кога ќе загубам пријател?
кога ќе се свртат против мене. Кај е Бог кога не ми одат работите, едноставно како сиот свет да се натоварил на моите плеки. И во таквите моменти сатаната буквално труби во нашите уши. Нема Бог, го нема Бог. Оклопот на правдата не представува пред Бог. Христос е нашата правда. Христос, ние се представуваме пред Бог со неговата правда, совршена правда. Ние не се представуваме пред Бог со нашите дела. Не се представуваме со нашата добрина. Со ништо наше ние не се представуваме пред Бог. Ние застануваме пред Бог со неговата правда. Христовата совршена правда. Сите Божи, сите Христови дела совршени. Тој ги предаде нам. Тој ни ги импутираше нам. Не облече нас со неговата праведност. И кога застануваме пред Бог, Бог гледа на нас преку Христовата правда. Не гледа праведни во онаа мера во кој што Христос е праведен. Совршено праведни. Бог не прифаќа како совршено праведни во Христовата праведност. И никој наше дело не може нити да ја зголеми Христовата, нашата праведност пред Бог, ниту пак да ја намали. Кога говори во 7 глава за гревот, во посланието до римјаните, апостол Павле пишува дека законот го откри гревот во нас, грешен човек сум јас, вели на крајот. И во првиот стих на 8 глава започнува со текстот: и сега нема никакво осудување за оние кои се во Христос. Никакво осудување. Не постои осуда. Никакво. За ништо. И продолжува во 33 стих и вели: кој ќе ги обвини избраниците Божи? Бог е тој кој ги оправдува. Ако Бог е тој кој ги оправдува, постои ли некој кој може да ги осуди? А Бог нема да не осуди, зашто не љуби. Што значи дека единствениот начин ние да бидеме осудени или отфрлени од Бог е ако отпаднеме или ако бидеме одделени од Божјата љубов. И гледате апостол Павле како логички ја реди низата и завршува на крајот: зашто сигурно знам дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни височината, ни длабочината, нито пак кое било друго создание, нема да може да не оддели од љубовта Божја во Христа Исуса, нашиот Господ. Тоа значи дека штом ништо не може да не оддели од љубовта Божја, никогаш не можеме да паднеме под осуда на Бог, штом веќе сме облечени во оклопот на правдата. Еден многу добар, секако, тоа не значи дека кога грешиме, Бог, како добродошел старец, само се смешка и вели ништо. Не, кога грешиме, Бог не дисциплинира. Но тој тоа го прави како татко кој ги љуби своите деца и ги дисциплинира, а не како судија кој сака да казни. Еден добар пример за тоа како се применува тој оклоп на правдата е самиот апостол Павле. Представете се тој, да се вратиме на неговата биографија. Та ние го знаеме како апостолот на евреите, оној кој напиша толку, или не, повеќе од половина во Новиот Завет, с половина од Новиот Завет. Апостол Павле според црковната традиција не бил воопшто представителен човек. Тој е мал човек кој немал некаква појава надворешна. Па дури и поради многуте каменувања, продолуми, тепања, прогонства и така натаму, целиот бил деформиран, летството му било деформирано, телото му било деформирано. А пак самиот тој требало цело време да ја носи со себе минатото, да не кажам вината, но минатото, антихристијанското минато, да го носи со себе минатото на човек кој ги гонел христијаните, ги убивал. Тој човек колку деца оставил без родители, колку сопруги разделил од нивните сопрузи. Тоа бил апостол Павле. Тој целиот живот требал да го носи тоа минато со себе. Немало христијанин во тоа време кој не чул за оној кој дишал буквално од
злоба и од ревност да ги убива христијаните. И не само тоа, не само неговата надворешност, не само таквото неславно минато, туку цело време под прашање се поставува или го поставуваат неговото апостолство. Велат, тој е најмал од апостолите, некој велат, тој не заслужува да биде апостол. И тој човек, видите што кажува, на крајот го има таму запишено. Вели, јас сум најмалиот од апостолите, навистина јас сум таков. И не сум достоен да се наречам апостол, зошто? Зашто ја гонев Божјата црква. Јас не заслужувам ништо. Ама го имам Божјиот оклоп на правдата. Тоест, по благодат сум тоа што сум, со благодата на Бога сум тоа што сум. Многу сум. Бог ме направи да бидам, да постигнам многу. Тој го направи тоа, по благодат. Се е негово. Човек кој го нема оклопот на правдата и кој не се крие зад него од сите тие искушенија на сатаната, не би можел да го прави тоа што го направи апостол Павле. Со какво лице тој ќе застане пред црквата да го проповеда Божјото слово кога ја гонел и ги убивал христијаните. Но Божјата благодат, правдата, тој знаеше дека беше сигурен Божјата правда го покрива, Христовата правда го заштитува, го има оружјето на заштита. Сите кои сме поверувале во Исус Христос, сме били облечени во оклопот на праведноста, да се браниме од Него или со Него од лукавството на ѓаволот кој сака да внесе сомнежи за Божјата верност. И на крајот, но за обуени со подготвеност за Евангелието на мирот. Сега некои текстови велат, но за обуени со подготвеност или спремност да се проповеда Евангелието на мирот. Тоа проповеда го нема по оригиналните текстови, пишува само подготвено за Евангелието. И се може да се толкува дека тоа значи да се евангелизира, но контекст и тоа е вклучено, но и нешто друго е вклучено, поважно. Христос како нашиот мир. Кој е нашиот мир? Христос е нашиот мир. Христос е нашата вистина, Христос е нашата правда, Христос е нашиот мир. И повторно многу важен момент на кој застануваме ние. Обувките. Може војник да биде опремен, целосно со опрема, ако е бос. Обично во секоја армија обувките се многу важен. Има специјални обувки за војниците. Специјални војнички обувки за војна. Многу важен момент. И видите како овдека се наредени овие, подредени. Ние сме препашени со вистината. Ние се подпираме на стабилни учења кои се апсолути непроменливи. Можеме да се нашиот разум, нашиот ум да го подпреме на Христос кој е вистината. Ние сме препашени со вистината. Од вистината ни открива дека ние сме оправдани во Христос и нема веќе осуда за нас. И може ли резултатот од сето тоа да биде нешто поинако, нешто поразлично од мирот? Христос е нашиот мир. Ако го имаме Христос, имаме мир. И ако имаме мир со Бог, со Христос, имаме мир во самите нас. И тоа ќе имаме мир и со другите луѓе. И тоа ќе разбереме дека војната не е против тело и крв. И кога знаеме дека војната не е против тело и крв, тогаш сакаме и сите други да бидат во мир. Со нас, со Бог. Мир со самите себе. И тогаш ќе ги обуеме обувките на Евангелието на мирот и ќе го проповедаме мирот. Но не можеме да го проповедаме ако не сме препашени со вистината, облечени со правдата, оклопот на правдата и обуени со Христовиот мир. И оној текст во Римјаните е многу важен. Оправдани преку верата, или веќе откако сме го ставиле овој оклопот на правдата, имаме мир со Бог преку нашиот Господ Исус Христос.
Знаете, во секоја војна, сите што биле во војска знаат, многу важен е моралот. И имаше додека бевме во касарна, посебни во текот на денот часови у учионицата, на кои што се креваше борбениот морал, војничкиот морал. Посебни предавања, лекции и така натаму. И за да биде моралната состојба на високо ниво. Ако моралната состојба не е на високо ниво кај војникот, ќе доведе поразот. Поразот е сигурен. Основното е мирот, спокојството, сигурноста. Мирот што го имаме во Христос. Зборот, се уште зборот во Втората светска војна во Англија, кога била постојано бомбардирана жестоко од фашистичките сили, и луѓето живееле во страв. И Черчил им нудел пот, солзи и крв. Меѓутоа, секој ден се огласувал на радио, на национално радио, с 15 на минути говор. И после тие 15 години, целата, така да кажеме, состојба во Англија се кревала. А пак каква треба да биде состојбата на христијанин кој што има еден таква вистина како Христос, таква правда како Него и оно што го дава мирот. Мир со Бог, внатрешен мир. Нема веќе осуда. И како заклучок, ако навистина веруваме во Него, го имаме на наша страна оној кој ја демонстрираше вистината како никој друг. Знаеме дека не сме заблудени. Знаеме дека имаме стабилна основа за нашиот ум. Имаме вистинска представа за животот. Ние живееме во свет кој постојано не мами. Секоја реклама содржи во себе малку измама. Кога ти вели, во најголемиот дел од рекламите, ако го имаш ова, ти си ги решил сите проблеми. Ова е конечно решението за твоите проблеми. Ние живееме во свет кој нуди постојано опции, ветувања и големо е спокојството кога знаеш дека имаш вистината. Ја знаеш вистината. Големо е спокојството кога знаеш дека сите твои темни страни во животот били избришани. Ослободен си. Христос ти е подарил Неговата правда. Имаш бел лист и почнуваш да живееш нов Христов живот. Тоа носи мир во нас. Ние губиме битки во животот, но така учиме и да добиваме. Не учи само оној кој не ги признава своите порази. Но треба да знаеме дека во нашиот живот не се бројат поразите. Бог ги брои само победите на Христос. Сите тие се запишани на наша сметка. Се евидентирани, се прокнижени на нашата сметка. И го имаме Евангелието на мирот, спокојството. Христос не се срами да не нарече брат и пријател. Не зависи од тоа какви сме, не се срами од нас. Бог не се срами да го наречеме наш татко, а тој да не нарече негови деца. Затоа убаво е да си ги повторуваме или да живееме постојано облечени на Христовата вистина, Христовата правда, живејќи со Христовиот мир, и така ќе имаме една добра стратешка позиција во таа борба. Без вистината, без правдата, без мирот нема успех во војната. Тоа е почетната позиција. Другиот дел ќе видиме говори за некои други работи. Нека Бог не води. Животот е секојдневна војна. Војуваме, секојдневно се исправаме пред предизвици, искушенија. Победата е осигурана само во силата и моќта на Исус Христос. Делото што Тој го изработи за нас. Оружјето што Тој ни го даде. Опремата за војување кој имаме на себе. Да стоиме со неа и да војуваме секојдневно. И Господ сигурно ќе ни дава победа, успех во секоја ситуација, постојано во животот. Господ да не благослови сите.